Цел на денешната тркалезна маса е да се информира пошироката јавност околу студијата за опасен отпад. Тоест студија која е финансирана од Norsk Energy во корпорација со нашето министерство, а која го сработиле експертите од Штипскиот универзитет. Таа студија ќе покаже за насоките и целите како понатаму ќе треба да постапиме ние како министерство, тоест државата, околу третманот на опасниот отпад. Значи, што треба да се направи, студијата ќе ни каже насоките, што треба ние да поправиме, тоест околу законската регулатива, што треба ние да исто така придонесеме околу начинот и третманот на опасниот отпад. Околу опасен отпад ние имаме, меѓутоа студијата ќе покаже до кој ниво и како ќе се тој понатаму третира. Па има законската регулатива, покажува дека колку тие постапувачи, како тие постапувачи треба да постапуваат до сега. Значи, го чуваат и го складираат и понатаму постапуваат по тој... Имате ли во план дополнителни мерки за справување со загадувањето на воздухот еведенска повторно смог? Да, Максил затворена, воздухот во Скопје е повторно загаден. Па да, значи ово прашање ние како министерство сме го дале и во нашата веб страница насоките се дадени. Сега локалните власти треба да постапуваат според насоките што ги имаме дадени, да превземат ургентни мерки според